Како што веќе најавив, ни следува еден фантастичен разговор, а со оглед на тоа каква енергија веќе имаме овде во студиото, ќе се согласите на крај и вие. Зборуваме за современата македонска книжевност. Самата професорка знае да изјави дека границите на македонскиот јазик се границите на светот. Татковината е таму каде што е македонскиот јазик, што апсолутно е во право. И нормално зборуваме со професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска за една убава тема. На крајот на годината се разбира и ви благодариме и на вашето присуство, меѓутоа и на енергијата која ни ја донесовте во студиото. Многу позитивна. Па добро, крај е на годината, последен ден. Треба да испратиме колку да била, да речеме, понекогаш и тешка, но сакам да влеземе во 26-та со убавите мисли и со убавите настани, со убавите мигови, така ќе ја пренесеме и убавата енергија и во 2026-та. Ова можеби е широко и комплексно прашање, меѓутоа што опфаќа современата македонска книжевност и култура? Па таа го опфаќа проучувањето на македонската книжевност, меѓутоа македонската книжевност припаѓа на едно пошироко поле, тоа е македонската култура. А македонската книжевност, многу пати сум кажала дека е врвот на македонскиот јазик. Зошто? Бидејќи само преку македонската книжевност, македонскиот јазик може да покаже колку е велелепен. Односно, какви се приказни може да се раскажат, какви се песни може да се испеат на тој македонски јазик. И затоа македонската книжевност секогаш е во допири со другите уметности. Например, еве сега бевме сведоци на 80 години Македонски народен театар, така, ама на таа сцена ечеше од македонски јазик. И ечеше од представи, односно од претходни представи, од претходни книжевни текстови, како што се Македонска крвава свадба, како што се Парите со отепувачка и така натаму. И тие се дел од македонската книжевност, секако и од македонската драма, од македонскиот театар и пошироко од македонската култура. Значи, македонската книжевност секогаш треба да се има предвид дека е на некој начин врвот на македонскиот јазик. Рековме Па повели. дека денеска ќе посветиме повеќе внимание на немладите генерации, од таму се започнува кои автори дела треба да ги познават, кои се задолжителни за најмладите генерации. Треба да разбереме дека денешното дете е малку поинако од она што беше до пред 10-15, па да не кажам и повеќе 20 години. Ние треба да го следиме ова денешно дете. Зошто? Бидејќи сега нормално тоа е бомбардирано, условно кажано, од некаков друг тип на информации, друг тип на медиуми. Така што листа секогаш треба да има. Меѓутоа, мислам дека препораките треба да доаѓаат од возрастните, тоа секако треба да биде најпрво од домашните, од родителите, од бабите и дедовците, зашто и тие сепак некогаш читале така, но треба да доаѓаат и од наставниците и пошироко секако од овој образовен систем така. Но треба да го имаме предвид да ги слушаме и децата, да ги прашаме што сакаат тие да читаат или кој тип на приказни сакаат да ги имаат. Бидејќи најчесто приказната е многу битна. Зошто? Затоа што оние проблеми кои што тие ги чувствуваат како терет при нивното растење, можеби не можат јавно, гласно да ги артикулираат, но преку книгите, преку приказните, преку песните за деца, тие можат многу полесно да си го отворат срцето и да си кажат што тоа им тежи, што тоа им лежи, што тоа сака. Така што кои книги не би сакала да имаме список, меѓутоа гледам дека Бирото за развој на образованието прави навистина во последно време големи напори да ја прошири таа листа на лектири. Јас секогаш го кажувам примерот на Република Хрватска. Знаете, таму немате задолжителни изборни книги. Имате листа на книги кои што се препорачуваат, затоа што мора да препорачуваме тие книги да бидат соодветни за детето. Значи, листа на книги, а секако во зависност од самото оделение, во зависност од самиот наставник, од интеракцијата која постои меѓу наставникот и детето, се прави листа на книги кои што ќе се читаат и за кои што ќе се проучува, за кои што ќе се зборува. Така што ете, во тој правец, например, еве ова Биро за развој на образованието прави напор да се прошири тоа и да им се даде поголема слобода на децата,
мислам дека на тој начин ќе ги поттикнеме да читаат повеќе. А треба ли децата прво да бидат слушатели, па потоа и читатели? Да, секако. Затоа е битно, кога велиме, нели, бебе не разбира, мало не разбира, не, воопшто не е тоа така. Дури се смета дека и детето кога е уште дел од мајчиното тело, значи кога се всушност на некој начин едно тело, мајката и детето, дека и тогаш треба да се посвети внимание на читање, на слушање, на гледање, на, нели, сите овие моменти, бидејќи, нели, знаете, книгата може да биде и аудио, може да биде видео и така натаму. Така што уште тогаш, а секако посебно, кога детето ќе се роди, кога почнува уште пред да се случи првото испуштање на гласот, треба многу да се чита, затоа што сме сведоци дека сме во период кога децата се подоцна прозборуваат и кога се подоцна зборуваат. И во тој контекст треба навистина многу да се посветиме. Книгата за деца не е тоа флоскула кога ќе се каже дека е прозорец кон светот. Дека отвора многу теми, нови теми, а ете, детето преку таа книга, преку тие теми може многу да научи. Кога станува збор за лектирните изданија, треба ли можеби да се зголеми фондот на лектири? Затоа што нели тука децата има задолжителни лектири кои што можеби треба да ги прочитаат. Така, тоа може да се размисли, меѓутоа и секогаш преголем број може да направи отпор. Знаете како се, јас треба да читам 10 книги и така натаму. Не е секогаш до бројката, нели? Мислам дека е повеќе до изборот, до квалитетот и до тоа јас би сакала да кажам дека треба да им дозволиме како, ако, например, се 5 книги што треба да се прочитаат како минимум, 6-та нека биде по избор на секое дете. Детето да дојде во училницата и да каже, наставничке или професорке, јас оваа книга сакам да им ја пренесам на другарчињата, да им ја посочам, да им ја кажам, да каже зошто. На тој начин ќе се потикнат да побараат и тие самите некој нов наслов. Затоа што сме сега во еден период свесни дека се случува токму еден голем наплив во македонската култура, наплив на сликовници на книги за деца. Сега, нормално, во морето на толку, или во тој наплив на книги за деца, не значи дека се е добро. И не значи дека се е вистинска и добра книга за деца или книжевно за деца. Тоа секако времето ќе го изфилтрира. Но гледам дека и голем број од авторите што пишувале за возрастни, како предизвик го земаат тоа да напишат некоја книга за деца, ама пак велам дека не се сите во тоа исклучително успешни. Да. Кога сме веќе кај лектирите, ова прашање морам да ви го поставам, да расчистиме, бидејќи ве следува веќе зимскиот распуст. Секогаш на распуст, еве, конкретно нас не тера да читаме лектири. Дали да ги читаат лектирите за време на распустот, еве, најмладите, учениците, или сепак да читаат некоја друга литература по нивен избор, па потоа кога ќе дојде ред за таа лектира или наслов, да конкретно во времето да му биде посвежа во меморијата? Мислам дека и двете работи се некако тука на средина. Некој дете, например, сака самото да чита. Так. И тогаш не може да му речете, вие не треба да ги читате лектирите. Од друга страна се плашам дека ако лектирите, барем за распустот, не се прочита, дали е тој летниот или зимскиот, дека во на време кога ќе дојде времето за обработка, тогаш децата ќе речат, леле, не сум ја прочитал книгата, ќе го фати паника, па ќе бараат одма на интернет, прераскажана, значи не го виделе, не ја прочитале книгата, не знаат, не можат да учествуваат, не можат да ги пополнат тие листови, или наставни листови во кои што се бара од нив да одговорат на задачите. Така што треба да се инсистира. Ама, знаете како, мислам дека малку тука и родителите треба да се вклучат во сето тоа, затоа што не значи само дека вие ќе му наредите на детето или ќе му кажете да прочита, тоа ќе ви рече јас прочитав. Ако вие не поведете разговор за да видите дали на вистина прочитал или на вистина разбрал тоа што го прочитал, тогаш детето сигурно ќе најде начин како да ве излизга малку, да вие му верувате, вие сакате да му верувате дека на вистина, освен што играл или што била другарката или другарот дома или отишле кај некој другар, дека и прочитале некој 5, 10, 20 странички, треба да се разговара со децата, да не ги оставаме туку така, не да во секоја смисла да ги следиме, меѓутоа мислам дека тоа на некој начин е и проверка за нас. Да видиме како сега, како возрастни, ќе ги прочитаме лектирите што некогаш сме ги читале, а на тој начин ќе му помогнеме, значи нашата перспектива, перспективата на возрастниот, ќе му помогне на детето, нели, да ја исчита книгата. И секако во еден таков диалог
ќе свати детето дека можеби навистина оваа книга е битна. Мислам дека имавме супер вовед во зимскиот распуст кој почнува, нели? А делот на словите се уште исти и убаво е да се подсетиме. Така е, така е. Да, можеби нови изданија, меѓутоа приказната е таа. Така е, така. Значи секогаш треба да бидеме свртени кон своите деца, тие се нашата иднина. Во тој контекст е и ови влог што се прави, нели рековме, со овие нови книги за деца, бидејќи на тој начин се покажува и како македонскиот јазик се движи напред, нели, како овој јазик може да даде нови теми за децата, бидејќи секако класиците остануваат од типот на Зоки Поки, на Шекерна приказна, на Касни порасни, на Големи и мали, на Марта, тие се класиците на македонската книжевност за деца, така и некои други, нели? Ама треба да се направат и нови наслови, нови, и да видиме јазикот, тој јазик од 70-тите, 80-тите е сепак малку поразличен од овој јазик, јазикот на 20-тите во 21-виот век. А и децата се поразлични. А и децата се поразлични, секако треба да го следиме и нивниот сленг, тие сакаат кога ќе го препознаат својот говор, или онака како што си зборуваат меѓу себе, кога ќе го препознаат и во книга, и во диалог, како што разговараат. Имаме многу млади автори кои што секако треба да ги почитуваме. Така е, така е, така. Како ќе оцените 2025 година? Па, за мене беше исклучително успешна, бидејќи, еве вака да речеме, малку како да протрчаме, учествува во исклучително неколку работи кои што колку што беа мои лични успеси, тоа се успеси на нашите, на моите институции кон кои нели гравитирам или припаѓам. Например, еве морам да кажам дека исклучително сум горда што се случи тој тритомник Рацин, кој што излезе сосема на крајот на 24-та, меѓутоа во 25-та имаше промоција, затоа што тука влеговме како автори ние од Филолошкиот факултет и Македонската академија на науката како издавач и нормално како главен редактор академик Катица Ќулавкова. Потоа се неколку симпозиуми кои што се случи како типот на онаа македонско-грчка конференција што се случи на Филолошкиот факултет. Па потоа е да речеме она монографија која што направивме, прва македонска поетика и стилистика со екипа исто така поголема, професори од Филолошкиот факултет и професори од од Институтот за македонска литература. Па потоа мора да го кажам, славистичкиот конгрес за мене беше навистина тоа една голем влог во 2025-та. Зошто? Бидејќи имавме над 30, некаде околу 35 учесници на тој голем светски славистички конгрес. Учествувавме рамноправно со многу земји, знаете, таму меѓу тие 800 и над 800 учесници имаше македонската наука и наука за книжевност и наука за јазик, достоинствени репрезенти на тој славистички комитет, така што мора да кажам дека имав исклучително успешна година и излегување на одредени други публикации, книга посветена на македонскиот роман. Така што, учество, например, да кажам, исклучително ми беше драго оној проект што го направи Универзитетската библиотека, бидејќи знаете, Универзитетот Свети Кирил и Методи секогаш е во една интеракција со Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски, она фототипни изданија, неколку што ги направи, јас имав и задача, и обврска, и задоволство да го пренесам искуството и да го напишам поговорот на најголемиот македонизм на 19-тиот век, а тој е Ѓорги Апулевски, и да дадам свој влог во тој негов тријазичник, односно речник на три јазици, така што мислам дека беше исклучително. Да, и граѓаните добија на вистина кога сме веќе кај Настан прекрасна мултимедијална читалница во библиотеката, нешто што недостасуваше, а се искористи многу во тој простор. Така е, така што затоа велам дека во неколку сегменти вака спомнав, нели, ги претрчав работите, не може и се да се каже, но мислам дека ова беше само како еден вид на увертира, бидејќи најголемиот настан сепак во кој што учествував и кој што беше дел и од Филолошкиот факултет и пошироко од Универзитетот Свети Кирил и Методи, тоа беше одбележувањето на 80 години од кодификацијата и на македонскиот јазик, од азбуката, од правописот,
А тоа мислам дека ќе биде секако како една голема најава на она што до година треба да го прославиме, а тоа е 80 години од првото предавање на македонски јазик на една високообразовна институција. Тоа е првото предавање на 16 декември 1946 кога на универзитетот, на Скопскиот универзитет тогаш одекнала првото предавање на македонскиот јазик, на македонски јазик, така што ете до година секако ќе се посветиме на токму на тој голем јубилеј 80 години на филолошкиот факултет. Да ги споменеме за крај студентите, секако вие сте професор, постојано сте заедно со студентите. Да. Кажавме дека имавме многу убава енергија на почеток на разговорот. Еве така и продолжува и понатаму. Какова е комуникацијата со вашите студенти? Јас мора да кажам дека најбавиот дел од професијата е тогаш кога ќе влезам во училница. Затоа што тогаш кога сте во училница, вие сваќате колку е важна вашата професија, бидејќи таа интеракција што ја имате со студентите, таа страст која што ја добивате од нив, бидејќи нели постојано слушате како се помалку се студира филологија, се помалку се студира македонски јазик, се помалку се чита македонска книжевност. Јас не сакам така да мислам, затоа што навистина бројките за мене ништо не ми значат. Бројките се само бројки, но секогаш сум свртена кон оние кои што вистински се вложуваат во таа македонистика, и во книжевната македонистика, и во јазичната македонистика. И затоа, реков, кога ќе влезам во училница, за мене тоа е сцената. И тогаш сум најмногу своја, секогаш имам добра енергија, важам за строг професор, меѓутоа... Да. Што не делува, морам да признам. Па добро, еве, може би треба да направите една анкета. Може, тоа не е. За нас. Или да дојдеме на еден час. Да, или да дојдете на еден час, да видите. Меѓутоа, секогаш се работи убаво и тие, пак реков, како што го почнавме овој разговор за децата што се нашата иднина, тие наши студенти се иднината и на македонистиката. Професор, јас морам ово да ви го кажам јавно. Вие мене сега ме вративте во студентските денови по сензибилитет, по импостација на гласот, по некоја, не знам како да објаснам, меѓутоа многу потсеќате на професорката Гордана Силјановска-Давкова, на нашата председателка. Благодарам. И наша професорка. На вистина ме вративте во тој период, еден убав период, посебно на незините Па мислам не се забораваат. Студентските денови се навистина посебни, бидејќи се малку поразлични од она што е во основно и во средно. Веќе сте своји личности, го градите својот иден живот, идната професија и секако дека одредени професори ви остануваат во сеќавање. Да, ги запознавате на некаков друг начин, професорите се доближувате. Во тој момент се чувствувате дека сте на нивно ниво и тие го дозволуваат тоа навистина. Токму да, ваша непосредност ја има и професорката, односно председателката Силјановска. Благодарам, ми беше драго дека ве направивте една убава споредба, ама тоа е факт еве што јас и ден со одреден број на студенти се уште сум во контакт и покрај тоа што завршил нивниот пат на филолошкиот факултет, јас сум во контакт, секогаш сум тука за препорака некаде, за некаква рецензија, за тоа да исчитам некој нивен текст, некоја нивна книга. Сакам да ги следам, затоа што мислам дека дел од мене има и во сите тие студенти. Јас гледајќи вас и слушајќи вас би им посакал на нашите гледачи барем половина од енергијата и она што вие го носите во себе да биде како мерило еве за следнава 2026 година. Барем половина би била многу поубава. Да, ви благодариме на убавата енергија. И јас ви благодарам на убавиот разговор. Ете, нека напредува и македонската радиотелевизија, бидејќи секогаш како вам што ви се разбудија некои спомени, мене на пример ми се разбудија спомените на македонското радио и на моето учество како дете од 9 години кога започна во детската радиодрама и во македонското радио, така што секогаш кога доаѓам во македонската телевизија, како да се враќам години назад. Ова нека биде најава за следното ваше гостување, бидејќи јас сега ви морам да ги најавам вестите, меѓутоа еве, бидејќи немаме доволно време, следната ваша приказна ќе биде токму македонското радио. Ви благодариме уште еднаш, ви посакуваме убави празници, среќна нова година и вака почесто да ни носите убава енергија во студиото на утринската програма. Среќна нова година на сите. Ви благодариме, среќна и на вам.